Почитувани гледачи, добро вечер. Јас сум Гордана Дувњак, а ова е уште едно издание на Правда и неправда, која што ја гледате секој вторник во терминот после 21 часот. Мој вечерашен гостин е колегата Томислав Кежаровски и нема да ми забележите што ќе му се обраќав на ти, бидејќи се знаеме со години и работевме заедно во неколку други редакции. А директен повод за неговото вечерашно гостување е неодамнешната одлука на Врховниот суд, кој што одлучувајќи по барањето за заштита на законитоста ги укина првостепената и второстепената пресуда во случајот ликвидација и предметот го врати на повторно одлучување. Кежаровски, како што е познато, е еден од 7 теми на обвинети во овој контроверзен предмет. Тој е прогласен за виновен заради откривање на идентитет на заштитен сведок и тоа за текст објавен во весникот Репортер. Кежаровски во октомври 2013 година беше осуден на 4,5 години затвор, а во ноември 2014 второстепениот суд, Скопска апелација, му ја намали казната на 2 години. Неговото апсење, а подоцна и осуда, наидоа на силни реакции како во домашната, така и во меѓународната јавност и донесоа многу негативни критики за Македонија како за земја во која што е загрозена слободата на изразување. Со колегата Кежаровски се договаравме за гостување веднаш после објавувањето на оваа вест, која што на 6 мај тој ја најави на својот Facebook профил со зборовите "Ново, најново, последна вест". Но заради патување во странство, посетата на нашето студио ја оставивме за вечерва. Добро дојде. Добро вечер и благодарам за поканата. Се надевам дека добро се чувствуваш во студиото и покрај тоа што ни е малку топло. Тоа што е топло е една работа, меѓутоа сепак кога се разговара на оваа тема, се чувствувам поинаку, за разлика од било кој разговор на нешто друго. Томче, јас пред да го почнам разговорот, подготвив една мала ретроспектива на она што тебе ти се случуваше. Знам дека тие кадри ти предизвикуваат и ден денеска после толку години вознемиреност и возбуда. Меѓутоа предлагам заедно да ги погледнеме, па ќе продолжиме со разговор. Благодарам. Билат, сликата заминува 1000 зборови и за да не објаснуваме некои работи кои што се добро познати во јавноста, се одлучив на еден мал времеплов за она што се случуваше. Сето ова што го видовме доволно го објаснува и случајот ликвидација и низ се што поминавме во еден период. Да ви кажам, секој Не ми беше целта дополнително да те травматизирам, меѓутоа ми се чинеше како добар вовед во темата и во разговорот.
Ке се задржам... Ова треба да остане не заради Кежаровски, не заради моето семејство, туку заради семејствата на многу други кои што беа втурнати во судските лабиринти и неправедно судени. И ова треба да остане еден сведок, едно сведоштво за едно време, кое што според мене никој пат повеќе не треба да се повтори. Се надеваме дека нема да се повтори. Ке тргнеме од одлуката на Врховниот суд. Таа беше донесена по цели 5 години. Неодамна, пред неколку месеци, ти гостуваше во нашата телевизија и тогаш доби впечаток дека малку нервозно реагираше, па дури во еден момент на вестите на 1 ТВ со колешката Јадранка Костова рече каква е одлука да донесе највисокиот суд, нека биде, за да ми се прекине агонијата, за да можам да ја продолжам правната битка. Но одлуката на Врховен суд беше на некој начин во ваша полза. Навистина беше ли предолго и претешко да се чекаат цели 5 години на одлуката на Врховен? Неизвестност. Ние се уште сме во една неизвестност. Да се разбереме, во овој момент стварно не знам што ќе се случува понатаму. Од една страна велиме добро е, нели што повторно ќе се вратиме на сам почеток. Меѓутоа, ако нели се прашувам јас, она што го побарувам сега не е ништо друго, туку само се надевам дека ќе има едно фер и непристрасно судење. Ништо повеќе. Тоа ќе значи и одново поминување на Тоа известите е друга работа. Значи, добрата страна е што се враќа од почеток. Се надевам искрено и јас и адвокатот Филип Медарски дека ќе имаме можност сега да ги презентираме сите оние наши докази кои што ги имавме цело време и за кои што се залагавме дека треба да бидат изнесени во текот на постапката и дека нема да бидеме уставно спречени сето тоа да го направиме. Дали ја добивте пресудата? Успеавте ли да ја видите? Пресудата стасе и кај нас дома, стасе и кај адвокатот и барем за Томислав Кежаровски зона за што бев обвинет, апсолутно ниту еден од судиите или Врховниот суд, да речем, не се произнесел по кој основ се враќа предметот од почеток и по кој основ се одбиени, што е причината, зашто се во образложението не стои ништо. Од она што имав јас можност да прочитам, таму се забележува на нееднаквост на оружјата во постапката и предпоставувам тоа е клучниот некаков аргумент на Врховен суд. Тоа што е наведено е Но дали има нешто што патува образложение? Не, ништо на нема. твојот случај? Не, апсолутно ништо. Они не се ни осврнуваат ниту во една реченица, туку само велат дека ги согледале сите аргументи што се наведени во жалбата и дека одлучиле предметот да се врати од почеток. Ги поништуваат и првостепената пресуда и пресудата на апелацијскиот суд и предметот се врати од почеток. Имате ли некакви информации кога ќе почне? Кога ќе биде новиот почеток? Знаете, или е прерано се уште во оваа фаза? Едно е законскиот рок за кога што треба да се закаже, а друго е кога судот ја закаже. Постоеше законски рок и во делот на одлучувањето на Врховниот суд, меѓутоа тој се пречекори, па ја мислам 10-кратно. Она што пред малку сакав да го споменам е, добро е, велам, што се враќа предметот од почеток, меѓутоа повторно, добро е од една страна, од друга страна повторно треба јас да се втурнам во едно патешествие низ судница, повторно треба да ги поминам сите оние мигови и во притвор и во судница и носење и вратење и сите тие работи. Тоа значи дека поделени чувства ви предизвикува од една страна олеснување, но од друга еден... Впрочем, и нашиот живот дома во семејството ни се подели во делот на судењето, значи пред и по излегувањето од притвор, па така да многу пати кога треба да се присетиме на некој настан и кога ќе се запрашаме кога беше тоа беше пред да те затворат или од кога те пуштија на слобода. Тоа е еден критичен период во животот во кој што предпоставувам многу ви се смени животот од тогаш. Многу пати се
расправам, мислам, дискутираме на таа тема и дома, и со пријатели. Она што можеме да го кажеме, неизбежни моменти се и не можете да ги преминете преку сето тоа и некако ги споменуваме многу често. Колку се промени твојот живот од оној момент кога прво беше спектакуларно уапсен пред очите на семејството, тогаш ќерка ти беше малолетна? Прашајте ги сите што го пречекориле прагот на она фамозна црна капија. Секој ќе ви рече дека влегувањето во притвор една минута го менува човекот. Веќе имате поинаков човек по излегувањето од тоа. Тие субстандардни услови во кои што се наоѓав во новата книга, јас за среќа добив дозвола од Управата за извршување санкции и од затворот да направам фотографии од келиите каде што престојував. И тие фотографии се вградени во книгата? Автентични во она издание што е на англиски јазик. Тука има други фотографии, оние што се фотографии во англиската верзија на Живот во кутија, се оригиналните простории каде што престојував. Кога веќе сме тука, кога веќе дискутираме и за условите во притворот, и за Живот во кутија за книгата. Колку често, кажи ми, си спомнуваш на притворот, на оние моменти кога поминати таму? Па многу често. Тоа е еден дел од животот кој што ќе остане длабоко врежан во мене. Знаете, сега многу пати јас и со пријатели дома, подсвесно сте осуденик, подсвесно сте затвореник. Колку и да сакам јас тоа да го избришам од себе, да го тргнам, или дека сум бил неправедно осуден. Тоа е еден момент, меѓутоа длабоко во себе знаете како се обидува да ме посрамотат. Она што е многу чудно е тоа колкаво може да биде влијанието на тие два текста што ги објави ти во тоа списание, бидејќи јас колку што знам, судиите не можеа ни да го добијат весникот. Еве, јас сум новинар, со години работам во новинарството, не сум имала можност да ги видам тие текстови, а да се тврди дека токму тие биле клучниот момент. Дали гледаш некоја друга позадина за сето ова се случуваше во еден многу во еден мощен клучен момент кога јас работев на истражување на деталите од сообраќајката на колегата Никола Младенов. И тоа повеќе пати си го кажал, ги доведуваш овие два настана во директна врска? Видете, ако тие има нешто против мене или ако сакаа нешто да сторат, текстовите се објавени во 2008 година. Во текстовите, јас и во текот на судската постапка во едно обраќање кон судијата реков: заборавете го насловот. Заборавете дали сум внел нешто во текстот, сум заборавил да прецртам некој телефонски број, што сега се покажува дека аргументите врз кои што се темели пресудата се ништовни. Значи, они цело време тврдеа дека јас сум објавил телефонски број. Сега во ова повторување на идентитет на загрозениот сведок или заштитен, како ќе Златко Арсовски Бреза. Уште на самиот почеток тврдев во тие два текста дека сведокот е лажен, дека изјавата што е дал е изјава дадена под присила. Ние, кога велам за јас и адвокатот Филип Медарски, имаме цврсти, непобитни докази за да посочиме во една, пак ќе речем, фер постапка, дека изјавата е изнудена. Значи, тоа е изјава, тоа е писмо кое што е напишано своерачно од сведокот Златко Арсовски. Тоа писмо за среќа остана во мој посет. Немавме можност да го прикажеме. Прво што немавме можност, второ што
попусто ќе беше и да го покажуваме. Се соочивме со адвокатот Медарски, се соочивме со еден условно спортски да се изразам нефер надпревар. Во кој дел беше нефер? Па нефер, знаете како ќе речеме. Јас го имав најдобриот адвокат, а нарачителите за моето апсење ги има најпослушните суди. И во една таква констелација не можете да го добиете надпреварот. Тоа е исто како на еден спортски терен, на едно фудбалско игралиште да ги ставите двата најдобри фудбалери во светот, а наспрема нив да игра фудбалски клуб, не знам, од љубанци. Без оглед на тоа што станува збор за ниско лигаш, тие се 11-мина наспрема двајца. Во таков еден надпревар не можете да очекувате дека тие ќе победат. Тоа е, да ви кажем, не само ние, многу во тој период се соочија со нефер судење. Значи, ова е само еден случај, ликвидација. Добро, ликвидација земете го името, кој што е во врска со убиството во Ореше. Меѓутоа, нели можеше да го крстат Ореше предметот? Нели можеше да го крстат, не знам, Велес или било како? Гледаш символика во тој назив, ликвидација? Па јас сметам дека има нешто во сето тоа, меѓутоа ќе одиме чекор по чекор и дека од ден на ден ќе се обелоденуваат се повеќе и повеќе докази. Пред известно време се обратив до Министерството за внатрешни работи со барање да направам увид во досието. Сметајќи дека се поминати еден временски период, дека е поминат, и дека јас сега веќе имам можност да направам увид за да видам што се случувало со мене во тој период. Одговорот е дека за мене не постои досие. Но, за среќа, имам материјали кои што посведочуваат дека има преписка помеѓу МВР и судот, и МВР и обвинителство, дури и во текот на мојата судска постапка. Тие докази очекуваш ќе ги презентираш во судска постапка? Не. Тие докази едно по едно ќе ги приберам. Јас, според моите сознанија, со кои што располагам, досието брои негде околу 658 страници. И во скоро време, мислам дека Живот во кутија ќе има едно продолжение во кое што експлицитно ќе бидат наведени целиот тек на постапката ликвидација, зошто, како, кој. Дали никој од тие луѓе кои што во тоа време работеа во МВР се уште се активни во Министерството за Дел заминаа во пензија, дел се уште таму и се на високи функции. Во Министерството, значи никој во случајов не настрада. И јас искрено не посакувам нели да настрадат вака или онака. Сакам, она што сакам е да, доколку има нивна мешаност, доколку има пречекорување на нивните овластувања, да одговараат. Јас, впрочем, и премалку ви споменав, во едно обраќање до судијата побарав да ги разгледаат текстовите, да разгледаат содржината на текстовите, не насловот. Они се темелија, целата пресуда се темели на насловот и на тоа дека сум напишал телефонски број. Но, главно во текстовите... напиша ли телефонски број? Телефонскиот број е прецртан. Сега, кој ќе ги земете двата текста, ќе видите дека прецртан стојат само последните два броја, мислам. А во вториот текст апсолутно не стои телефонски број, туку е вториот лист од записникот. Каде што е потпишан, каде што стои подписот на сведокот Златко и подпишан е под псевдонимот Бреза. Доколку ги разгледате текстовите, доколку ги прочитате со внимание, ќе забележите на вмешаност на најмалку 10 мина
кои што на овој или на оној начин го креирале случајот Ореше. Јас, доколку нели се утврди мојот невиност да Тој случај 4 пати беше враќан на почеток. Тој имаше не знам колку, да, можеби 4 или 5 пати се враќаше од почеток да резултира со ослободителни пресуди на тројцата обвинети за убиство. Затоа што тamo има, јас и во текстовите наведов, тamo има докази кои што апсолутно не кореспондираат со ниту еден од обвинетите. Тоа го спомна и за време на неодамнешното гостување и адвокатите и еден од обвинетите во овој случај. Дека нема совпаѓање на парафинската ракавица и така натаму. Има еден документ кој што е преписка помеѓу Министерството и во тоа време Републичкиот судски совет, каде што МВР ги опоменува судиите кои што се во Републичкиот судски совет и им дава насоки да ги затворат вентилите, затоа што од Републичкиот судски совет им протекуваат информации дека еве веќе во медиумите простори информација за сведокот и така натаму и така натаму. Мислам дека нема да помине долго време од кога ќе се заврши сето ова со случајот ликвидација и од кога телефонските разговори ќе станат достапни за јавност. Мислам, не да станат достапни телефонски, него целиот предмет ќе стане достапен за јавност. Да видите, има еден мощно интересен телефонски разговор помеѓу господинот Љупчо Шврдовски од позиција на државен јавен обвинител кон во тоа време обвинител во Велешкото обвинителство и подоцна еден од обвинетите од групата што се споменува ликвидација, тоа е обвинителот или сега адвокат Ивица Ефремов, каде што од позиција на државен јавен обвинител господин Шврдовски дава насоки што да прави и до каде да оди. Меѓутоа да оставиме да се заврши целата работа. Вчера Сдруженијето на новинари одржа пресконференција за твојот случај и јас ќе ја замолам режијата да ни го пушти прилогот на колешката Елена Милошевска, па потоа ќе продолжиме. Обвинителството да го повлече обвиненијето за новинарот Томислав Кежаровски за случајот ликвидација, побара Сдруженијето на новинари на Македонија. Првиот човек на ЗНМ Младен Чадиковски истакна дека не отстапува од својот став се додека не биде задоволена правдата неговиот колега ослободен. Бараме основното јавно обвинителство да го повлече обвиненијето против колегата Кежаровски, кој беше неправедно обвинет, а потоа осуден. Македонија, како една од единствените земји која имаше новинар во затвор, беше посочена како неслободна земја во која не се почитуваат новинарските права и слободи. Со страдањето на Кежаровски страдаше и имиџот на нашата земја пред светот и тоа беше забележано во сите извештаи. Пред 2 недели Врховен ја укина пресудата за ликвидација и го врати случајот на повторно судење, а ова информација ја сподели самиот Кежаровски на својот Facebook профил. Тој беше осуден на 4,5 години затвор, а потоа апелација му ја намали казната на 2 години. Со адвокатот Филип Медарски очекуваме во овој случај фер судење, на кое што ќе можеме до крај да ги истакнеме сите наши докази за тоа дека не го сторив делото за кое што бев обвинет и осуден. Кежаровски во 2013 година беше осуден за откривање на идентитетот на заштитениот сведок во случајот Ореше, во текст во списанието Репортер 92, со што според судот му го загрозил животот. Кежаровски во текот на судењето се бранеше дека сведокот не бил заштитен и бил лажен, а исказ дал по налог на тајната полиција. Кежаровски беше во притвор 6 месеци во шутка, а потоа му беше определен и куќен притвор поради влошена здравствена состојба. Покрај него, на обвинителна клупа тогаш седна уште 7 лица, меѓу кои суди, јавен обвинител и адвокат. Томче, за нама побара да се повлече обвинителството од обвинението, но колку е тоа реално да се очекува? Имам чувство дека ти како да си помирен, дека сепак судскиот процес ќе почне од почеток. Јас искрено веќе на самиот почеток споменате во една прилика и од институциите и од Министерството за правда дури побарав, се обратив јавно преку Фейсбук, не да го решат случајот
него Врховниот суд дури да ме прогласи за виновен, само да има можност да добијам право за настап пред меѓународните судови, каде што сметам дека ќе имам пофер третман. Очекувам дека судење ќе има. Таков е мојот впечаток. Искрено и ова дури враќањето во прва постапка за многумина е надеж дека ќе добијат стварно и тие условно сатисфакција за повторни судења, затоа што не е и ликвидација, меѓутоа има и многу други кои што чекаат на ред на Да, има стотина предмети кои што кои што чекаат. Искрено им посакувам на сите. Меѓутоа постои незадоволство дека премногу бавно одат работите, дека и покрај тоа што постои владен заклучок МВР да помогне во отварање на архивите и обезбедување на нови докази, некако тоа тешко оди. Имаш ли впечаток дека се уште во МВР владе некоја летаргичност и од тамо не верувам дека ќе се добие некаков си позитивен сигнал. Зошто е тоа така, не знам. Меѓутоа таа институција, судот исто така, тоа се институции за кои што јас во неколку наврати напишав дека не треба реорганизација, туку стечена постапка за отпочнување на нешто ново. Ако сакаме да чекориме кон Европа, мораме да имаме и европски институции. Не можеме ние да имаме условно балкански институции, а да грабиме секој ден кон Европа. Верувам и ти како многумина други, ти посебно имаше многу големи очекувања од промените, беше дел и од шарената револуција, па дури и вклучени во кампањата на новата владеачка гарнитура. Никој пат не ги напушти, ниту па сега ќе речем дека... Колку си задоволен од темпото на промените кои што се случуваат? Бавно оди се. Но од една страна оди бавно, од друга страна ќе речем постојат кочничари однатре втемелени во институциите кои што едноставно тешко е да човек да ги надмине некако, да ги заобиколи, затоа што тие кои што треба да ги направат во реформите, ако сакаме. Има впечаток дека многу емотивно реагираше неодамна, тоа често и го пишуваш и на твојот Facebook профил, и чи нам кажа, не спомнувајте режим, не може било кој да каже... Тука го кажав тоа во вашава телевизија, затоа што... Бидејќи немате право. Зошто мислиш дека ти имаш многу повеќе право од другите, или таквите како тебе? Не јас. Значи, настапија дел од политичари, настапија со полна уста режим, и сега веќе некако као да спласна тоа. Значи, ако веќе тргнавме во ситуација, нели, да имавме режим, тогаш во парламентот можеше да биде условно прогласен период во кој што имаше режимско владење. Некако се тоа отиде низ вода, се сврти, се имаше, па се случи она со Муковски, па се случи со... Тоа создаваше немир, кај мене се уште создава. Например, аз не можам да бидам индолентен на... Дали ти се чини дека политиката го злоупотребува понекогаш, и злоупотребува судбината на обичниот човек, еве, твојата судбина, случајот на Никола Младенов, на Тамара, на, да речеме, Мартин Нешковски, па додека се во опозиција, го користа тоа како главен аргумент, а потоа дека е многу тешко потоа кога се на власт. Апсолутно, никој не може да го злоупотреби мојот случај. Јас, истакнувајќи го мојот случај, значи живот во кутија не е само премрежија на Кежаровски. Живот во кутија е премрежија на многу луѓе кои што се најдоа зад црната капија. Книгата не го отсликува престојот на Кежаровски тamo. Книгата го отсликува престојот на било кој, затоа што она што јас се соочи во притворот, се соочува стотици други.
Пишувам за лошите услови, пишувам за нефер односот на обезбедувањето кон притворениците, пишувам внатре за тоа во какви со какви се работи се соочував. Јас имав прилика да бидам гостин во Германија на институција затвор и да видам како тоа изгледа и како тоа треба да изгледа. Дали од оваа дистанца сега? Така Ти имаше ви кажам, многу никој планови кога излезе од затвор и никој не може да го злоупотреби, Ага. никој не го злоупотребува мојот случај. Јас сам настапувам, јас дури ако ги проследите и Facebook статусите, во една прилика кажав да, чекоревме со револуцијата, чекоревме за ова, чекоревме за она, ама чекоревме за реални промени. И тие мора да се случат. Неминовно е да се случат. Дали тоа ќе биде денеска, утре, само што уставно кај нас можеби нетрпението е очекувавме да бидат многу поскоро. Јас и за она што го најавуваше примерот Заев, ситуацијата за метла и сите тие работи. Значи не треба метла, треба многу не посложен од метла. Треба тоа да со она ВАП, како се вика, систем за перење автомобили. Да. За време на председателските избори и упати отворено писмо на председателскиот кандидат Гордана Силјановска. Што ти засмета во незиниот настап? И денеска тврдам дека со право. Молчете, професорке, не зборувајте за право и правдин. Значи, го напишав, тоа беше четврток. Го напишав во ситуација кога стварно бев изреволтиран да замислете оние кои застана зад неа, зборам како политичка партија, со сета почит кон професорката и во текстот напишав. Со сета почит кон професорката, кон институтот професор, универзитетски професор, жена и сите тие работи. Најдов забелешка во онестап право и правдина. Ниту еднаш, ниту професорката, ниту тие што застана зад неа како политичка партија, не се осврна, не на случајот само на ликвидација, на уште X други случаи, па да речат. Во овие имаше, во тој период имаше. Тие зборува за правда и правдина, чиниш дека во оној период од 2006 до 2016 ние живеевме во не знам каков период, во некој си во Швајцарија. Ниту еднаш не слушнав дека се осврна на еден мрачен период за нашата држава. Не се осврна на ситуацијата дека господинот Груевски избега. Не се осврна на тоа дека има уште 20 други клучни луѓе кои што беа креатори на многу случаи и на ликвидација, и на Милка, и на не знам керозин, и на не знам кои. Уште 20 кои што ги во Грција се. Може би се некаде на плажи да најде, не знам. Не им го знам движењето. Меѓутоа, знаете, да зборувате за право и правдина, а ниеднаш да не споменете нешто што беше... Да не се оградите. Да не се оградите. Ама токму тоа. Од тој период. Видете во текстот и видите, јас не употребувам навредливи зборови. Ни на крај памет не ме да навредам професорката со нешто што, нели, провејуваше низ Фејсбукот. Меѓутоа, не можев да се воздржам, имате право и правдина, фер суде, чекајте. За кое право и правдина ми кажува кога ние само на неколку месеци што се века од председател претходно имавме нефер судења на стотици луѓе. Кое е тоа право и правдина? Каква е таа право и правдина? Она ниту еднаш не го искритикува тој период. Периодот каде што политичката партија која што застана зад нејзе беше главен двигател. Да. Тоа ми беше мотив, тоа беше уствари иницијалната капсула да се обратам, капесла да се обратам до професорката. Имаше некаква реакција на тој твој допис? Од кого? Од професорката. Јас не знам, не слушнав и искрено... Не ни очекуваш. Ама
да бидеме реални, на што ќе реагира професорката? Јас неа навред само се обратив со најљубезно и најчовечки, затоа што ја укажав на грешките. Можеби, моја вина е, што можеби тоа требаше да оставам порано, па доколку имаше прилика да го прочита писмото, можеби ќе се коригираше во нејзиниот настап. За жал, до последно не слушнав дека се оградува од еден период во кој што, пак ќе речем, главни двигатели беа политичката партија, уствари едно раководство на политичка партија, во која што несомнено беше и господинот Мицковски. Тука ќе направиме малку пауза за реклами, па ќе продолжиме. Многу повеќе мобилен интернет и неверојатен бонус од 16.000 денари за вашиот нов Huawei смартфон. Некои тоа го сакаат без обврски. А некои го сакаат секој ден. Метрополи, како што го сакам, од Цермат. Кога старите млекари го направија за прв пат во 1952 година, знаеа дека ова е рецептот кој треба добро да се чува. Од тогаш, секое јадење е и повкусно и посвежо. Толку многу генерации израснаа со него. Битолско кисело млеко, прво и омилено, уште од 1952 година. Забава, предизвици, пријатели, нови љубови. Животот никогаш не спие. Ти остануваш буден до крај. Guarana No Sleep. За сите ваши вертикални видеа, слики, Facebook и Insta Stories. Бесплатен VIP Go Social, пакет со неограничен интернет за омилените социјални мрежи. Следете и споделувајте без да трошите од вашиот месечен интернет. Плюс изберете најнов Huawei смартфон за одлична цена. Само со VIP Postpaid. VIP, член на A1 Телеком Австрија групацијата. Го продолжуваме разговорот со мојот вечерашен гостин Томислав Кежаровски. Томче, ти неодамна ја промовираше својата книга Живот во кутија во Будимпешта, и тоа на англиски јазик. Зошто токму Будимпешта и Унгарија? Будимпешта ми беше првата дестинација од каде што почна или тоа го планирав многу поодамна. Тоа е градот каде што сметаме дека се наоѓа господинот Никола Груевски. Значи на тој начин и символично. Дадов една символика дека од таму ќе почне европското представување на книгата, на англиската верзија. Каков е одзивот на тие промоции? Колку постои заинтересираност да се слушне за тоа што ти се случувало, но и она што и се случува на Македонија? Во Будимпешта поминав одлично, беа присутни повеќе мина новинари кои што работат во делот на истражувачкото новинарство. Имавме прилика во тие 2 сати, 2,5 часа, колку што траеше настано да се изнаприкажеме, прашува, ги интересира деталите во сето тоа. Ти јавно го повика Груевски да ти дојде на очекува дека можеби на промоцијата ќе се појави господинот Никола Груевски, кому јас на неговиот Facebook профил му упатив отворена покана, наведувајќи го местото и часот кога ќе се одржи настанот. Хипотетички, што ќе му кажеше доколку се појавеше на промоцијата? Па ништо ќе му ја подарев книгата, затоа што во книгата во детали се опишани чинам 7 случаи на кои што работев во периодот меѓу 2006 и 2013 до затварањето, мислам до носењето во притвор, за кој што јас сметам дека
им создадоа премногу проблеми во функционирањето на тогашната влада. Значи, тоа не се еден и два случаи, не е само истражувањето за колегата Никола Младенов, истражувањето за сообраќајката условно, според мене, ја прели чашата. Во 2006 година го отворив оној случај со фалсификување документи во Министерството за одбрана. 2007 година. Во 2007 година напишав серија текстови тогаш во Вестникот Бизнис за леталата во Министерството за одбрана, за тоа дека се прави проневера со резервни делови, дека не се прави ништо, и на крајот на тој серијал од текстови напишав за жал едно нешто кое што можеби не требаше да го напишам. Од овој аспект кој ќе речем, ако не го напишав, можеби никој пат немаше да се случи. На серијалот текстови го завршив со реченицата прашање на време кога може да се случи несреќа, и едно од леталата, хеликоптерот, оне што се сруши во близина на Скопје во 2008 година. Зборуваш за Блаце. За Блаце, да. Имам документ кој што сведочи за тоа дека мојот телефон е ставен на слушање во 2007 година почетокот. На кој начин ги добиваш тие информации? Имаш душници во полиција кои што ти Имам Милат Звезда. Милат Звезда. Да. Имам Милат Звезда, па многумина ти кажуваат информации. Ми почепнуваат. Само не ме прашувајте за тоа кој, пошто во текот на постапката, во судската постапка, истражниот судија и обвинителот беа длабоко внесени во тоа да дознаат кои ми се изволите на информирање. И впрочем, целиот судски процес се темели на тоа кој ти ги дава тебе документите. Го спомнавме Груевски. И Груевски денови веб издаде книга. Ја прочита ли неговата книга Искуство од иднината? Не, апсолутно не сум сум љубител на пишаниот збор. Меѓутоа, сметам дека тоа е нешто што апсолутно не прилега. Да беше некоја друга ситуација, господинот Груевски да напишеше книга од тамо како дисидент или сите тие работи, ќе го почитав многу повеќе и ќе трчав да ја земам книгата и да, меѓутоа апсолутно. И те заинтригираше, ова даваше совети за економија. Веќе да давате совети за економија за нешто каде што 2%, 10%, жутите, белите, не знам што, па тие дзидови горе на водно градење и сите тие работи, и од тој аспект да се, не знам. Многумина се прашуваат, Томче, зашто никаде не се врати по излегувањето од затвор, со оглед на тоа што барем тебе не ти недостигаше во изминатиот период и за сите овие години практично поддршка и солидарност од колегите? Прво што многумина се информира, се прашува за тоа зошто не се вработив и што е можеби причината за сето тоа. Од друга страна, сега информацијата дека предметот се враќа повторно на судење, можеби и дека предпоставките дека обвинителството ќе се повлече во текот на постапката уште на самиот почеток, па дека судот ќе го отврли како можност, судот да го отврли обвинението. И висината на оштетата што условно би ја добил во некој период. Ова е дел, например, од насловната страница на Вечер, издадена еден ден по апсењето, значи следниот ден, на 29 мај 2013 година. И сега кажете ми, кој работодавец би ми понудил соодветно работно место, ако насловната страница е респект за полицијата и уапсена дел од романтик групата. Од каква криминална група? Горе веќе во наднаслова стои дека сме уапсени криминална група. Која е криминална група? За каква криминална група станува збор? Кои се тие пари што ќе го избришат од сеќавање, оваа насловна страница на овој медиум? Значи,
Ви велам, не постојат тие пари што ќе ни го вратат условно мирот што го имавме пред апсењето и пред да се случи случајот ликвидација. На крајот на криштата, нашето семејство загуби човек, член на семејството. И не постојат пари што ќе ни го донесат условно повторно. Ние имаме мир, да речеме. Но знаете како е, се нешто не растревожува. Колку тоа остави трага, да речеме, на ќерката која што помина години, сега е веќе возрастна, студира? Таа сега е студент, студира на 2 факултети. Има проблем за да стаса од еден факултет на друг факултет. Па би рекол, машки го поднесе сето, машки. Не знам, може би најдобро е, знаете како, во една прилика видов гостинка тука, обвинителката Лиле Стефанова беше кај вас гостин, само не знам во чива емисија беше. Во мојата. Кога гостува неколку обвинители од специјалното јавно. Јас и тогаш чинам дека во коментар под емисијата напишав дека добро е што е гостин Лиле Стефанова. Би требало да биде тука, например, и Тања Михајлова, би требало да биде Ѓоко Ристов, еден од тие силни судии кои што перманентно судеа во тој период. Би требало да биде Дијана Грујева Илиева, кои што беа двоец кои што осудија стотици луѓе, туку така само да од ракав, да речем. Меѓутоа истите тие суди се уште се во треба да биде гостини Марко Зврлевски на една страна и од друга страна членови на семејствата на бесправно осудени, а не се еден и двајца. И Кажаровски, и не знам, Диневски, и Јовановски, и десетици други. Имаат ли храброст тие да се соочат со ќерками, со сопругата, со сопругите на други обвинети, со децата на други обвинети? Замислете, пред известно време, пошто престојувам во Германија, на Вибер ми се јави пријател и побара од мене да му кажам кога ќе доаѓам следниот пат во Скопје. Еден од тие кои што, значи ова не е прв пат да ми се случи вакво нешто, еден од оние кои што се креатори на случајот Ореше, бара со мене да пие кафе. Тој го креирал случајот Ореше, го направил така како што го направил. Сега е во пензија? Не. Или активен се уште ради? Сега се активен човек. Овој е активен во Министерството за внатрешни работи. Бара со мене да се види, да се смириме. Јас што бара човекот од мене, не ми јасно. Што јас сега треба да испијам кафе со него и да му речем добро, ајде, не се секире. Може би има проблем со совеста. Знаете како, затоа знаете како, во една прилика еден ми рече, знаеш, ајде да се смириме, сето тоа го направив под наредба, нели, на повисоките структури во МВР, работев на твојот случај. Колку тоа може да биде оправдување за да уништиш некој живот? Кога го прашав зошто го стори тоа, значи јас само толку. Средбата траеше помалку од минута време. Кога го прашав зошто го стори тоа, зошто тргна против мене. Ама знаеш како, наредбите доаѓа од озгора, а ја имам деца дома. Значи, кога тргнува да креира случај, каде што нема кривично дело, каде што нема сторител, и сега вика, јас имам деца, па ние нели имавме деца дома? Нели тие луѓе помислуваат дека уништуваат туѓи животи? Знаете како велеше обвинителката? Јас тоа го напишав и во книгата. Ќе ти го уништам семејството. А што уништи? Остана на празни зборови. Само не втурна во еден лош период, ништо повеќе. И замислете, тоа е мојот револт. Европскиот совет, Европската унија, Стејт департментот,
во повеќе наврати, во повеќе годишни извештаи стои дека Кежаровски, случајот Кежаровски е политички монтиран случај. Наместо да останат, значи тие луѓе не треба со право да помислат да се бават. Тие има напредок во нивните кариери. Па од едно обвинителство, па сега во специјално обвинителство. Па сега нека уништи уште 2-3 животи некој без везе тамо, нека направи уште грешки, па после нека стават председател на држава. Не гледам повеќе форма. Така не сме имале во таа прилика рече дека... И така не сме имале жена председател, па може би Лиле Стефанова да види. Таа останува на тоа обвинение што тогаш го кажала и дека доколку има можности повторно да одлучува, на ист начин би одлучила. Колку тоа ти остава тебе, ти создава еден немир, дека може би повторно ќе поминеш низ истата агонија, низ истите случувања и дека практично од правната држава, барем во овој момент, немаме ни П, како што велат. Бидејќи го имаме, нема видливи промени во Министерството за внатрешни работи, истите луѓе се на истите позиции во судството, во судовите, во обвинителствата. Прво, неминовно е дека јас ќе поминам низ повторно истите случувања. Нема да биде тоа се Лиле Стефанова, ќе биде друга личност. Може би има покоректен настап, но повторно ќе влезам во судница. Повторно спрема себе имам судија. Може би тој судија ќе има покоректен настап, меѓутоа го почитувам институтот судија. За мене судија значил личност кој што треба да ја мери правдата. Правдата и правдината, нели? Да ги презентира, да зборува во името на народот, а не да зборува во име на одделни членови на фамилии, нели? На криминални кланови. Министерката Десковска денес доби на подарок метла. Очекуваш ли дека ќе се случат промени во правосудството кои што сите признаваат дека најтешко се остваруваат? Не да очекувам, јас се залагам да се случат промени. Значи, стално зборувам за тоа. Сега веќе имав прилика, втора година со престој во Германија. Имав прилика да видам како сето тоа тамо функционира. Имав прилика да разговарам и со суди, и со обвинители, и со директори на институции, да видам како тие го прават. Како успеваш да им ја раскажеш твојата приказна? И дали наидуваш на чудење и на збунето со другата страна? Па не можам да ви кажам, самиот факт кога ќе кажете што е, многумина од нив ја знаат приказната. Остануваат само деталите, нели, за да им кажам како е што е. Замислете, чудо невидени остануваат во ситуација кога решението за притвор, па вели во решението за притвор наведено е дека му се определува мерка притвор заради тоа што повеќе пати сменил телефонски броеви и од тие причини сметаме дека ќе биде недостапен на органите на проgonата. И патем, многу пати му се случува и на своји пријатели да не крене слушалка. Тоа е причината, или нели, според судиката, у тоа време истражната судика Тања Михајлова, главниот мотив да ја заминам во притвор. Тоа што сум сменил 2-3 телефонски броеви. И на меѓународни конференции го ставам предметот на увид. Па велам, еве го, каде го има, во кој учебник? Не знам, во Македонија во учебниците, ете јас учев право, не го сретнав. Може би Германија го има. Чудо невидени остануваат со отвореност. Значи не можат да поверуваат на наводи што се случуваат во писмото. Во една прилика, еден од амбасадорите во Македонија ми вели да беше овие текстови кај нас, да ги напишеш и ти ќе добиеш највисоките државнички одличија, ти ги добиеш. Заради тоа што обелодени криминал, поврзаност, полиција, обвинителство, суд, Министерство за одбрана. Само кај нас се добива притвор за тоа. Видите, во нормална демократска држава ќе добиете награди, највисоките одличија ќе ги добиете, во Македонија можете притвор да добиете. Не оди така.
Да. Томче, јас вечерва свесно те оставив тебе повеќе да зборуваш. Го чувствувам твојот бес и револт од сето на што се случува и многу е логично и оправдано тоа што се случува. Јас ти посакувам на крај вистината да излезе на виделина, да ја докажеш неправдата што ти е случена и на некој начин барем известна сатисфакција да доживееш, ако е можна, затоа што никој не може да ги врати изгубените години и она што го пропатило твоето семејство и ти лично. Се надевам дека и нова книга ќе напишеш. Случајот ликвидација веќе ја подотвара вратата кон правото и правдината и за други. Ќе видиме како сето тоа ќе се одвива понатаму, затоа што веќе надежта преовладувајќи други лица, кои што имаат, да речеме, пропусти во судските постапки, намерно или ненамерно ќе се утврдуваат во Очекуваш ли сега на повтореното судење и интересот на јавноста да биде исто така голем, мониторингот од страна на невладините организации да биде насочен кон тоа да се обезбеди фер судење онако како што треба? Откаде што тргна многу работи во тој период и многу работи се придвижија кон напред, кон рушење на еден режимски систем. Верувам дека ќе бидат фокусирани и дипломатските представништва во Македонија, заради тоа што овој случај е вторна Македонија негде на слобода на говор. Ние бевме тамо после тие некои афрички држави. Длабоко на дното. Покажуваме напредок, меѓутоа не е со она темпо со кое што искрено јас очекував и многу како мене. Некако бавно се движат работите. Каде подзастанува целиот овој систем? Не знам. Искрено се надевам, јас во ниту еден момент нема да престанам да се борам за право и правдина. Впрочем, сме работеле заедно, па знаеш дека и во пишаните текстови ставно сум се залагал каде што многу креваа раце од случаите, па се втурнував да ја барам вистината, зошто и како и Да, тоа е нашето најсилно оружје. Да. Јас ти благодарам за твоето учество во Правда и неправда. Благодарам на поканата, искрено се надам дека секоја друга прилика и друг повод многу подобар од овој. Да, очекувам тоа да биде многу брзо, но ајде да видиме, да оставиме на институциите. Јас не сакам да злоупотребам ниту една моја изјава, ниту еден медиум, за да условно од моја страна се направи каков било притисок врз било која институција која што ќе биде вклучена во постапката. Ти благодарам. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, за вниманието со кое што не следевте. Останете со програмата на 1 ТВ. Се гледаме за 7 дена на истото ова место и во истото време. Имајте убава вечер.